Господине Петровски, таман му трна на Љубе Бошковски, ви имавте напуштена таа партија. Јас не знам дали му тргна, меѓутоа внатре не беше баш така. Ние откривме дека намерите не се да се гради искрена политичка структура, туку да се гради култ на личност. И одбивме тоа да го правиме. Јас со вас снимам безмолкове 3 години ред поред секоја пролет. Минатата година снимавме, бевте потпредседател на Обединените за Македонија, ми убедувавте во интервју дека Љубе ќе победи на изборите. Дали вие толку лесно правите грешни политички проценки или како дека секоја летенце ново детенце? Односно секоја година Филип Петровски нова партија. Не е баш така. Ние имавме идеја да направиме сериозна политичка структура, бидејќи постоеше после председателските избори капитал од гласови кој што може да се претвори во политичка структура. Меѓутоа, не по дефиниција секој капитал се претвора во политичка структура, што се покажа со господин Бошковски. Иако Јован Манасиевски ЛДП добија домашна задача да го напаѓаат Бранко Царенковски и СДСМ, тогаш Филип Петровски и Лјупчо Ѓорѓиевски добија домашна задача да го напаѓаат Љубе Бошковски. Дали цело време вие работевте за Лјупчо Ѓорѓиевски во рамки на Обединените за Македонија? Вие, Дончев, одредена структура, која ве обвинува дека всушност сте биле тројанскиот кон на Лјупчо Ѓорѓиевски, а преку Лјупчо Ѓорѓиевски за Никола Груевски. Па има секакви шпекулации, нормално е дека и власта и опозицијата си прави своји филмови, затоа што во овој момент политичкиот пазар се обидува да го утврдат на само 2 блока. Доколку тие 2 блока бидат како што до сега било, гледаме дека Македонија не оди напред. Колку години сте во политиката? Јас околу 18. Значи, станува збор за искусен политичар. Па не знам дали може да се каже искусен политичар, меѓутоа доволно години. Значи, вие бевте еднаш Љубе Бошковски после излагањето од затворот, па ја напуштивте партијата. Да. Не беше партија тогаш. Беше движење. Поуштедна се вративте, станахте потпредседател, за да искусен политичар кој 18 години во политиката. Не мислите дека толку лесно може човек да ви излаже? Или пак ја напуштивте таа партија бидејќи не ви беа реализирани одредени лидерски амбиции? Нема врска тоа со лидерски амбиции. Ви кажувам уште еднаш дека ние отидовме да ја направиме како сериозна структура, меѓутоа како се движеше работата, особено после проблемите со Јохан, односно објавувањето на тие снимки и однесувањето на Бошковски, дозволете. Сега дозволете, значи не ме прекидајте. Вие излеговте и рековте дека тие снимки не се веродостојни. Точно е, меѓутоа од тогаш зашто плюкате по тоа што сте кажале? Не плюкам. Па нема потреба. Господине Васкавто, дозволете да кажам што мислам. Ама сега јас го знам вашиот стил, значи можам јас вака да ја прекинам. Дозволете сега јас да ви кажам што мислам. Политички поен. Дозволете да ви кажам јас што мислам. Ама сега што правиме? Кажете. Сакате вие да ме прашувате и вие да одговарате. Дозволете, значи јас да ви кажам. Значи, тоа што се случи го поднесе движењето, односно целата политичка структура во една неприфатлива насока. Плюс ние дознавме дека дозволете сега јас. А може ли јас да ви кажам сега? Личите на жутиот комите. Ама вие значи не сакате да зборувам јас. Вие значи сакате да го браните Љубе Бошковски да разговараме само за него. Поставете ме да кажам што мислам јас. Ќе пуштам снимка, дете како вие сте го фалили Бошковски. Ако ве пуштите снимката слободно. Како велите ќе победиме на сцените. Само личите на комите жути. Точно, значи правиме политичка структура која што може да донесе до резултат. Меѓутоа времето како се движеше не отидовме во таа насока. Плюс дознавме дека постојат линкови кои што се за нас неприфатливи, лично за мене. Кој сега да ви верува дека ова што го зборите е вистина? Па ќе ми веруваат граѓаните. Ако вие секоја година давате изјави, па до година ги демантирате тие изјави, сам се демантирате, кој се да верува? Дозволете нека проценат граѓаните. Мислам дека она што го кажавме дека е наш политички став и таму и сега е прифатливо за граѓаните, а не е прифатливо да се зборува дека правиме политичка партија, уствари да се биде приврзок или на СДСМ или да се земаат пари кои што се. Би дозволиле ли вие да бидете дел од една коалиција со Лјупчо Ѓорѓиевски, кој има една единствена задача да ги земи незадоволните гласови на Никола Груевски, а те да не завршат кај Љубе Бошковски? Тоа е ваш политички став, вие како новинар не би требало овакви ставови да кажувате. Ја мислам дека е прашање. Дали вие го кажувате како став, значи дозволете коалиција која ќе ги земи гласовите од Никола Груевски да не завршат кај. Значи, што е идејата? Идејата е да се создаде трет политички блок, тоа прво ви преска да го кажам, меѓутоа вие ме прекинувате. Оваа Македонија во 20 години виде една паричка со 2 странички, значи тоа се СДСМ и ДПМН кои што не направија ништо ново. Мислам дека формирањето на трет политички блок е потребно во овој систем за да се направи еден баланс. Бидејќи што ќе се случи иако оваа власт дозволете со господинот
Манасиевски се договарате? Истите тези ги дава Мада Манасиевски. Една паричка со две страни. мислам дека треба да се разговара и со него. Има идеја дека вие Јово Манасиевски и Лјупчо Георгиевски всушност треба да бидете таа патерица на Никола Груевски. Видите, ова се теории на заговори, мислам дека не треба да ги пласирате Јас теориите само на ве заговори. прашам, дали има тајни разговори. преговори со Јово Манасиевски, со Лјупчо Георгиевски околу формирањето на одредена трета Значи, опција? тајни преговори нема, има јавни Па добро, разговори. кој е Сашо Мјалков, директор на ДБК, ништо не е тајно, све е јавно. Затоа ве прашам. Па ја ви кажувам, значи ако дозволите има јавни преговори, јас разговарам со народно и разговарам со бранителите. Со Јово Манасиевски не сум разговарал, а мислам дека треба и со него да се разговара.